Ова е изолиран случај, инцидентен случај, кој што имал организатори и имал крајна цел. Ова нема врска со јавната безбедност генерално. Ова лице, според утврдените факти, е грабнато внатре во влезот на зградата, по претходно добиена информација, кога излегува и дека излегува сам. Тоа е сосема различно од тоа што се имплицира. Или што деновиве, еве и синоќ ќе слушнавме, дека заради самитот на ОПСЕ воопшто не се постапувало во барањето на девојчето и дека заради таа активност околу организацијата на самитот ние не сме објавиле јавно дека тоа е апсолутна лага. Апсолутна безсмислица, заради тоа што никој, ни јас како човек, ниту било кој во полицијата, ниту јавното обвинителство не може и нема да дозволи за еден ваков случај да се прекине нешто заради одржување на одреден настан. На крајот од криштата, одговорен за организацијата на самиот настан и за безбедноста беше Оделот за заштита на определени личности и објекти. А одговорен за истрагата е сектор за внатрешни работи Скопје, односно Оделот за крим полиција. Тоа се двата одели кои што работат и на едниот настан за одржувањето на безбедноста и паралелно интензивно. Над 100 полициски службеници работеа интензивно од првиот момент на пријавувањето па се до сега. И продолжуваат и понатаму. Добро, значи од првиот момент на постапувањето и за 22 исчезнатото лице во Велес, сите мерки и активности беа превземени исто како што и за случајот од 27 и на почетокот воопшто немаше никаква корелација помеѓу овие два случаи на пријавување. Значи 27 кога се пријавува исчезнувањето на девојчето, имаме две пријави. Едната е телефонска од страна на мајката, едната е во ПСО на центар во 11 часот од страна на таткото. Меѓутоа, потрагата започнува веднаш после пријавата прва која што се добива некаде околу 8:30, Савајле почнува потрагата по лицето. Се преземени низа на мерки и активности криминалистички паралелно и тука и во Велес. Велес, секторот за внатрешни работи за случајот со Жежовски, додека Скопје за овој случај. При тоа, превземени се низа на мерки и активности од обезбедување на видеонадзори, докази и така натаму, кои што метаподатоци, се она што е потребно за да може да се утврдат одредени факти и аргументации. Покрај пребарувањата кои што биле направени во непосредната близина, разговори со фамилијата, разговори со лицата, кои што можат да дадат одредена информација, разговор во училиштето, разговор исто така во Велес со пријателите, со сите можни луѓе кои што можат да дадат било каков податок или информација.